Невремето што го погоди Скопје дефинитивно најголеми последици остави во општина Карпош. Екипите на општината се на терен повеќе од 30 часа, работат со надчовечки напори. Колку вие како прв човек на општината сте задоволни од она што се работи на терен? Со каква динамика? Морам да кажам дека сум задоволен. Значи, како што кажавте, од вчера од 17 часот, 17:15, кога првично излеговме на терен, и јас, и екипите, и граѓаните, еве, како што кажавте, работиме 30 часа во континуитет. Со оглед на капацитетите со кои располагаме и со оглед на невремето кое не снајде, ајде да не кажам катастрофално, апокалиптично, сметам дека добро се снајдовме и добро одговоривме на повикот. Кои се најцрните точки во Карпош погодени од невремето? Значи, видете, имаме многу. За жал, како што кажавте, ние денес имавме и координативна средба со сите скопски градоначалници, градоначалникот на градот, господин Торце Георгиевски, и констатиравме дека Карпош е најпогодената општина. Имаме многу црни точки, како што велите, еве овдека работиме веќе 6 часа работат екипите и од ова што го видов, претпоставам дека уште некои 2 часа сигурно ќе работат и тоа ни врзува одреден број на механизација и луѓе на едно место. Јас апелирам до граѓаните. Знам дека секој смета дека неговиот проблем е приоритет. Меѓутоа, ги замолувам на бројот кој го оставивме за контакт, да не ги повторуваат локациите, точките, односно да не се јавуваат по неколку пати за истиот проблем, само ни прават проблем во системот. Ние ги примаме сите повици, ги внесуваме во базата со оглед на приоритетите, така постапуваме. Значи, ќе стигнеме до секој дом, до секоја улица, битно е проодноста на улиците, како еве овдека во случајот. Овдека бил попречен и влезот и излезот од зградата, така да тоа ни е битно да го ставиме во функција, непреченото движење на граѓаните и на возилата. Безбедноста пред се, јас пак ќе кажам по не знам кој пат, добро е што со ваков интензитет на невреме ние во Карпош имаме само еден повреден, една госпоѓа во текот на вчерашниот ден, која е на домашно лекување и без поголеми последици. Со оглед на фактот дека општина Карпош е најпогодена, дали можеби градските претпријатија даваат безрезервна поддршка на терен? Да, денеска договоривме со градот, ќе дадат одреден број на возила и екипи, меѓутоа морам да кажам дека ние се подпираме на нашите капацитети, сепак оваа работа бара и стручност, и во тој дел ќе апелирам до граѓаните да не преземаат сами действија кај ваков тип на ситуации. Граѓаните одлично што се одзиваат на она што го бара ситуацијата, меѓутоа да се сведат на оние помали гранки, дрва и така натаму, да не преземаат ризици.